Вработените во инфективното одделение во Гостивар се револтирани и разочарани што останале без платежните картички, кои владата ги вети за медицинарите вклучени во борбата против коронавирусот. Овој тим од 30 на медицински сестри и лекари секојдневно е во првата борбена линија во лекувањето на пациентите со COVID. Велат работата е стресна, исцрпувачка и ризична, а даваат се од себе за да им помогнат на хоспитализираните. Реагираат дека и покрај тоа останале со празни раце и не ги добиле предвидените платежни картички во вредност од 40% од платата. Не ја исклучуваат можноста од штрајк. Па ние реагираме и преку директорот, и преку правникот, и преку економистот тука, никој ништо и дадовме, ние ни побараа тога списоци на колку вработени и дадовме приговори, дури сакаме и да тужиме. И дури чодиме дури на штрајк како треба. Сите сме револтирани, ние значи тоа го дала владата, не го дал некој, па да речеме сега, добро, тој владата, значи таму пишуваше, го донесе на сестра, значи инфективната клиника со инфективните одделенија на ниво на Македонија. Значи ние не го побараме тоа, тие го дале. Зашто ние мислиме во четвртиот пакет на мерки дека ќе не уклучат и нас бидејќи ја побараме ова, гледам дека ништо не. Од почетокот на пандемијата во март заклучно со август на инфективното одделение во Гостивар биле згрижени вкупно 168 пациенти со COVID, со просек од 10 дена хоспитализација. Тимот е преморен, инфектолозите не добиле можност ниту да ги користат останатите денови од ланските одмори. Многу е тешко. Да ви кажам дека е многу тешко, останаме само 20 лекари, бидејќи едниот ни е на боледување, другиот го повика во Скопје на инфективна клиника. Значи, имаме по 15-16 дежурства во месецот. Само прошлиот месец ни дада поддршка од инфективно одделение, од интерно одделение и понатака не знам како ќе одиме. Мислам дека едниот доктор од Скопје ќе ни се врати, па на секој 3 ден ќе дежураме, тоа нема што да правиме. COVID хероите на Гостивар очекуваат институциите да го слушнат и разберат нивниот глас и конечно да ги добијат картичките како потврда на нивниот труд и посветеност.